Минатиот викенд, поточно на 4 февруари, започна овогодинешниот циклус на општинските надпревари на Вешта жена, кој што се одржува безмалку 3 децении и стана една традиција која што жените во Македонија, но и надвор од неа, со задоволство ја очекуваат. Утринава разговараме со Снежана Стојановска-Жана, председателка на мултиетничкото, мултикултурно невладино здружение Вешта жена. Жана, во неделата се одржа општинскиот надпревар во Кавадарци и се одбра Вешта жена на Кавадарци, со што започнуваат активностите во колку градови низ земјава. Така, прво поздрав на сите гледачи на Алфа телевизија. За нас Вешта жена е почната уште од декември месец, затоа што календарот го правиме тогаш. Во јануар месец ги информираме и веќе од февруар месец почнуваат општинските надпревари, со тоа што на еден начин веќе имаме и традиција, како што рековте, и традиција во делот во кој период кој град организира. Кавадарци е секогаш во февруар, Велес е во февруар, Струмица е во февруар, така да ние сега 4 пројдовме, Гостибар е на 17 сега февруари во Сајгија, на 18 е Виница во Александар парк. Нормално почнуваат во Гостибар од 18 часот, додека во Виница е од 16 часот. Потоа имаме 25 имаме Струмица и сега пошто ова го правиме во Скопје, ги поздравувам вештите жени од Скопје посебно, затоа што на 3 март во Рагуза ќе се одржи избор на Вешта жена за Скопје, додека 8 март ќе го прославиме со вештите жени од Неготино и точно на денот на Пладне во Неготино ќе избереме Вештата жена за Неготино. Мартот протечува, 23 е Куманово, 31 е Тетово. После идеме во април, завршуваме, додека републичката е во мај. Дали ќе биде втората или третата, пошто на 8 се изборите, се сметаме дека не мора баш таа недела, може и другата да биде републичката. И едно нешто што нас не воодушевува сите овие 25 години, откако почнало етно Вешта жена во сите градови, во организација на манастири и цркви во Македонија, ни остана уште 4 града во кои што треба со погачата со париче да ја добијат други градови. Така да минатата година беше во Струмица, додека оваа година на 26 мај во Крива Паланка, таму падна паричето, ќе се одржи етно Вешта жена по избор на нормално кој манастир, кој објект ќе биде, и жените од сите градови припремаат храна традиционална. Таа храна се продава и сите средства идат по договор со манастирот за што ќе бидат наменети. Така да секој трак што ќе се остави, после неколку години било кој од тие кои ќе дојдат, ќе го забележат и ќе го видат затоа што сегде стојат тие иницијали, а воедно нашата љубов споделена со сите останати не прави уште посреќни. Заради тоа што не се наоѓаме ние во улога некого да треба да го убедуваме да биде на еден или на друг начин. Се трудиме да ги направиме сите еднакви како нас. А фала Богу не сме малку, него сме многу и многу пати жените ќе кажат ние сме едно огромно семејство. Во кој град да идеш имаш куќа кај да преспееш, имаш пријатели кај да се дружиш. Затоа што ми се чини, Ирена, дека го изгубивме смислата за едноставно не како нормално живење, него едноставно во делот на споделената љубов. Завис едни од други. Љубомора едни од други. А сега па со политичките партии што наметнаа на луѓето да буквално, а не зависи од нас. Значи зависи од луѓето кои веќе сме ги избрали. Меѓутоа тоа го наведе народот да не размислува за љубов, а ние преку Вешта жена и поминати 5 часа на нашите настани, со музика, со забава, со учеснички, го правиме, бар ако не друго, тие 5 часа да заборават на се она
што во текот на неделата, на претходната, дали на работното место, дали со семејството, затоа што кај нас сите тие различности не прави баш да бидеме еднакви и на тие настани се склопуваат многу пријателства. На Вешта жена ние избираме само една што ќе го представува градот на републичкото финале, додека сите останати се исти со нив. И воедно голема благодарност до Слогапро, морам да кажам, што со години, знаете, ние како мултиетничко здружение многу слабо имаме поддршка од општествените, да кажеме, дали се проекти или било што, и да ти го одобрат еден проект, како што ни одобрија, да речеме, пред 2 години, до ден денес ништо тоа не ни дадоја и најсреќно не прави она што ќе го направиме како хумано, а од друга страна, за возврат ќе добиеме едно добро благодарам. Знаете колку вреди тоа. Се трудиме да направиме и нешто повеќе од тоа, но жените имаат такви иницијативи, такви идеи и кога ќе ги договориме, ги реализираме од почеток до крај. Така и приказната за Вешта жена, што постои 32 години, од почетокот знаевме како да почнеме, но крајот не очекувавме дека ќе биде 32 години и затоа сме посебно среќни. Убавината и моќта на Вешта жена е што тука се среќаваат жени со различна вероисповест, националност, различни професионални определби, различни семејни истории и случувања и секоја може да научи многу од останатите жени, секоја може да најде пријателка, може да најде сородна душа и веројатно токму тоа е формулата што Вешта жена ги сплотува сите жени од нашава земја толку многу време. Секако ние не само во Македонија и надвор од Македонија, во Вешта жена во Србија, во Швајцарија, во Италија, во Холандија, но нешто што не го споменуваме, а е права вистина, економско јакнење на жената, со самата промоција на жената, у припремање на колачи, торти, солени јадења, прават кетеринзи, со тоа што она веќе дополнително или буџетот, а имавме ние многу случаи, технолошки вишок останала без работа, нема што да прави дома, има 2-3 дечиња за гледање, преку тоа економско јакнење на жените успеваме да им помогнеме и тие секогаш се благодарни на тоа. Жана, благодарам за одвоеното време, посакувам успешна реализација и на годинашниве активности, пред нас се општинските надпревари, ќе се одбере Вешта жена на секој град од Македонија, за на крајот сите да се сретнат заедно на републичкото финале, кое што традиционално се одржува во Тетово, матичниот град на Вешта жена, а ние ќе ги следиме редовно и овој пат вашите активности. Ви благодарам многу, ве очекуваме да преку вашата камера и гледачите ваши видат што све тоа ще случува таму. Со задоволство.